Почитувани, има ли криминалец кој што не е во врска со Заев? Има ли бизнисмен со сомнително досие кој што не е во спрега со Заев? Во земјава нема криминал без Заев во него. Зоран Заев треба да оди во затвор поради очигледен криминал. Зоран Заев земал 300.000 евра за подкуп за спроведување на референдумот против волјата на граѓаните. Заев земал 300.000 евра подкуп за македонско земјиште во Тетово во Штип. Заев влегувал во нечесни игри не само со поземјето со кој што раководи во Македонија, туку и во бесрамни односи со бизнисмени со руски врски на Балканот. Честото на Заев се вика криминал, корупција и понижување. Бла-бла муабети се кога Заев зборува за спроведување и справување со криминал, корупција и владење на правото. А вистината е кога Заев во стилот на Ал Капоне трпа пари во Луи Витон куфери и не одговара за тоа. Има ли посрамно за една држава, за еден народ, да слуша како премиерот со странски изрекетирани пари правел бизниси? Земал, рекетирал пари за црно финансирање на референдумот за да ја свитка кичмата. Почитувани, Миодраг Давидовиќ Дака, познат по наводи за руски врски и преживеан атентат, самиот зборува дека му дал на Заев 300.000 евра, дека го финансирал референдумот, дека сега му бараат пари да финансира други агенди, дека му нуделе земјиште и дека од тоа земјиште му одзеле 2000 квадрати. Дака е снимен во разговор со Кичевски, како врска на Заев. Кичевски осуден за рекет откако го призна делото. Дака зборува за Рашковски, како човек извршител на криминогените дејанија на Заев. Рашковски, генерален секретар на влада, човек снимен и човек за кој што има индиции за криминоген тендер, тежок милиони евра без завршница. Дака зборува за Заев, како за нечесен и лажлив. Дака одбива да дава повеќе пари. Вели, јас вас ви дадов 300.000 евра и 2000 квадрати, работата не е завршена, што сакате уште? Завршен цитат. Заев е вмешан во огромен подкуп, земал пари за услуги, ги ветувал од позиција премиер. Ја делел земјата и за тоа земал пари. Но Луи Витон, трас правосудниот систем, тука не реагира. Нема никаква реакција, како за се, кога е во прашање Зоран Заев, човекот што ги држи в скут Русковска и Јовески. Тоа е директно прикривање на криминал. Почитувани, Македонија повеќе не може да издржи компромис со криминалот, а СДСМ покажа дека единствено што можат е повеќе криминал, повеќе корупција и повеќе порази. Да ставиме крај на виткањето на кичмата. Исправи се Македонија, одбери обнова. Ви благодарам.